Гаранции за влез во Европската Унија се невозможни бидејќи процесот на одлучување во Унијата е едногласен, односно сите 27 земји членки треба да седнат на маса и да бидат согласни. Амбасадорот на Франција во земјава, Кристоф Лериголер, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека за Париз поважен е концептот на предвидливост за да знаеме кон каде се движиме. Лериголер вели и дека во моментов има расположение за проширување на Унијата. Nous, on a tendance à considérer que le cas de négociation de 2022, il apporte cette prévisibilité en créant un peu une espèce de... Enfin, en définissant en gros quelles sont les étapes à accomplir. Parmi ces étapes, la première, je le répète, c'est l'adoption de ces amendements constitutionnels. Et nous, notre position là-dessus, c'est de dire que si demain les amendements constitutionnels sont adoptés, et ce qui semble a priori possible quand on regarde la composition du Parlement où le gouvernement dispose d'une majorité confortable et on imagine mal les partis d'opposition s'opposer à cette étape qui serait importante sur le cheminement européen du pays. Donc on peut penser que les amendements constitutionnels passeraient assez facilement. Et nous, notre pari, c'est de dire en adoptant les amendements constitutionnels, la Macédoine du Nord va recréer une dynamique, la dynamique de son propre cheminement. Говорејќи за реформската агенда, амбасадорот вели дека Франција и помага на Македонија во Министерствата за европски прашања, за животна средина и за правда. Вклучени се и во реформите во јавната администрација. Лериголер вели, македонските власти се обврзале да го спроведат процесот на реформската агенда. Вели и дека тоа е амбициозен проект за кој е нормално да има и доцнење. Donc plus vous êtes ambitieux, plus évidemment vous vous mettez dans une situation où c'est difficile de tenir les engagements et de tenir le calendrier. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est plutôt rassurant, c'est que, parce que c'est en fait c'est ça qui est vraiment important, c'est derrière cet agenda de réforme, c'est quelle est la volonté politique qui existe. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de la part du Premier ministre, de la part des principaux ministres concernés, une vraie volonté politique d'aller de l'avant, d'avancer sur un certain nombre de sujets. Alors on est bien d'accord, il y a les réformes à adopter, il y a la mise en œuvre après qui va être extrêmement importante parce qu'il faut que les réformes ne soient pas que des réformes sur le papier, il faut qu'elles aient un impact direct. Премиерот вели, нема намера да влага во авантура на политики кои директно влијаат врз идентитетот, а не носат предвидливост и јасен крај на тој процес. Рече дека Софија со децении чекала во Македонија да дојдат политичари како поранешниот премиер Заев, но и дека тој е спремен да чека децении за носење на уставните измени. Ние можеме да влеземе во авантура, ние не го игнорираме слонот е во собата, го донесоа овие претходни, не велиме никогаш дека не е тоа така, но без да имаме јасен крај, без да знаеме што добива македонската заедница во Бугарија, без да имаме јасни заклучоци од страна на Европскиот совет, ние немаме намера да влегуваме во било каква авантура која што нас ке не одведе повторно во некое друго политичко мочуриште. Сепак, повторно уверува дека фокусот на владата е реформската агенда и исполнување на домашната задача. Нашата цел е во реформската агенда и сето тоа кое што е заедно со реформската агенда да го испорачаме, да бидеме први, ние да бидеме вистинските фронтранери, што и го правиме. Да ги испорачаме сите оние акцијски планови, меѓу кои што е оние акцијски план за малцинство, се што се бара од нас, ние да го испорачаме. Од другите аспекти секако сме најдобри, споредено со сите други земји од Западен Балкан 6, и јас сум убеден дека заклучно со јунскиот извештај и во делот на реформската агенда ќе бидеме најдобри, сега сме веќе рамо до рамо со најдобриот, после јануарскиот извештај, во јуни ќе бидеме најдобри. Така што ако тие мислат дека треба да биде услов промената на уставот, а се друго да бидеме најдобри, тогаш жалам, но овде нема добар соговорник без да бидат исполнети другите детали. Вчера премиерот рече дека бил задоволен од последната посета во Брисел и дека оттаму дошол со добри вести, но дека ќе почекал тие да бидат објавени од Европската комисија. Даниел Василев, Сител телевизија.